40 на нови радиоаматери од Лешок се приклучуваат кон Радиоаматерскиот сојуз на Македонија. Сакаат да бидат дел од големата светска дружина и да се занимаваат, но и да бидат хумани и да помагаат во било какви неприлики, особено случајни во Полошкиот регион. Моментално имамо над 40 члена. Еден од постарите сум ја тука, што се вика од Тетово навамо, Башка Тетово, што мислам дека уште ќе имаме нови радиоматери што сакаат, има желба да полагаат. Пак со помош на Радиоматерскиот клуб ќе ни овозможат уште едно полагање за тие што има желба за понатамо. Радиоаматерството е хоби кое се пренесува од генерација на генерација веќе 70 години. Тој е начин да се стапи во врска и со најоддалечените делови од светот и да се комуницира на сопствен јазик. Радиоаматерите не познаваат вера, нација, политика. Радиоматеризмот немаме службен јазик. Значи, службен јазик за радиоматерите представува јазикот кој го знае и го говори кореспондентот. Пораките кои се пренесуваат преку Морзеовата азбука, значи, е еден вид есперанто јазик. Значи, составен со кратенки од повеќе јазици, претежно англискиот, и веќе тие кратенки ги разбираат сите радиоматери. Овој начин на комуникација служи да се намалат штетите при елементарни непогоди, технолошки катастрофи. Кога има недостиг од струја и кога се во прекин мобилните мрежи, радиоаматерството е единствен начин да се воспостави врски и да се помогне. На полето на радиомрежата за опасност веќе се потпишани договори за соработка со соседството. За поплавите во Скопје, земјотресите во Скопје и во Република Македонија, кај што радиоматерите земаат клучна улога во комуникациите. Секако за овој терен, да кажеме во Лешок и Тетовско, интересен е и не треба да се заборави податокот дека информацијата за земјотресот во Скопје 1963 година прв ја пренесе Симо од Тетово, Симо Бунтевски, за жал покоен радиоматер, но во историјата е забележан како таков. Помош во спасување, евакуација, заштита на човечки животи, материјални непогоди, технолошки катастрофи и така натаму. Нашата радиоаматерска мрежа за опасност, која е во функција, ја сочинуваат сите радиоматери во Република Македонија. Во Македонија има околу 600 лиценцирани радиоаматери, а постојат 26 клубови. На светско ниво, над 1 милион од населението се занимава со радиоаматерство. Минатата година Македонија беше домаќин на светското првенство во радиоаматерство, а до година се очекува Балканското првенство да се одржи повторно тука.